И сега веќе отприлика сме спремни да почнеме со светлата фаза на фотосинтеза, но пред тоа, значи да спомнеме, имаме хлоропласти, во нив нели имавме грани кои беа составени од тилакоиди. Така да беа составени од тилакоиди, вака само ќе го напоцртам шематски. Сега на површината на мембраните на овие тилакоиди се наоѓаат различни протеински структури кои се вметнати во липидниот матрикс. Сега треба отприлика, мислам ќе се запознаеме детално со структурата на сите нив и како всушност учествуваат во процесот на фотосинтеза, но се само ќе ги спомнеме кои се тие. Значи имаме започнуваме со фотосистем 2, ајде усвари ова да го еден вид зумираме овдека, значи ќе идеме подоле. Ова ако е тилакоидната мембрана и да ги подредиме протеините. Значи првиот протеин овдека е протеински комплекс кој го нарекуваме фотосистем 2 или го бележиме фотосистем со 2 двојка вака. Така, значи имаме фотосистем 2. Имаме фотосистем 1. И ќе разгледаме кои се функциите, како се изградени и така натаму. Значи имаме фотосистем 1. Потоа имаме комплекс на цитохроми B6F или BC1, кој се наоѓа отприлика тука некаде измеѓу. Имаме комплекс на протеини и пигменти кои абсорбираат светлина. Значи внатре во овие фотосистеми всушност има комплекси на различни протеини кои се наоѓаат во нив и системи кои абсорбираат светлина, пренесуваат антенски реакциони системи, ќе видиме, и синтеза на аденозин трифосфат. И таа се наоѓа отприлика тука некаде, каде што ќе имаме една глобула, ќе имаме вака како едно тело, и оваа помага за синтеза на аденозин трифосфат, односно АТП. Сега кај бактериите имаме само еден фотосистем, значи имаме само еден фотосистем, немаме два фотосистема, и кај некои алги, така. Но ние ќе се задржиме како се одвива фотосинтезата на ниво кај виште растенија, а кај всушност кај нижите и кај бактериите кои имаат еден фотосистем е на некој начин полесно бидејќи постојано ќе се врти една циклична реакција која ќе видиме понатаму. Значи, ја вака овдека си ги цртам, или основно сите каде да гледате ги цртат како квадратчиња, како упростени слики. Но всушност овие фотосистеми првично имаат еден антена комплекс за кој ќе збориме, кој всушност е тука за да се пренесат фотоните по пат, нели, на тоа што зборавме, индуцирана резонанца од еден атом на друг, додека во основата некаде, тоа шематски прикажано, но во основата речеме се наоѓа така наречениот реакционен центар, каде што се наоѓаат две хлорофилни молекули, каде што се случува целата магија. И тоа реакционен центар би може да се прикаже вака, значи овој горниот дел е антена комплексот, а ова целото е тој фотосистем, така, ова како коцка. Антена комплексот каде што гледаме светлина, се пренесува каротиноиди, нели рековме да гуплажат импактот на интензивната светлина, хлорофил Б и хлорофил А се до реакциониот центар. Бидејќи имаме различни видови хлорофили, не само еден хлорофил А, таму се сместени, но сепак и ова е доста шематизиран преглед. Ако подетално би ги разгледале, тоа би изгледало на следниот начин. Значи ова е фотосистем 2 и гледаме тука има некои повеќе структури ваму таму, значи не изгледа како една коцка, така додека ова вдека би било фотосистем 1. Сега ако идеме ептен во детали, што под ептен се уште не е доволно, како што можеме да видиме овдека, оваа долна слика например, е како изгледа протеинска структура, и повторно ги имаме ПСЕ, ПСАЦ, кои ги видовме минатите слика шематски кои што беа прикажани, но вдека е уште подетално, значи овие сите спирали се всушност протеини, алфа хеликси, додека измеѓу можете да приметите дека има некои соединенија дека ќе бележиме со црна боја, например. Дали овие ги гледате, сите што се измеѓу хлорофили и други соединенија, зелените се хлорофили, жолтите да речеме се ксантофили и така натаму. И ова е пак убаво онака шематски, или пак ото згоре ако би го гледале, тоа изгледа како вака. Сега ние ги цртаме веќе правоаголници, но тоа се многу сложени структури кои се изградени од протеини и други молекули. Значи тоа е неверојатен систем. И ова пак е шематски прикажано. Значи ова да се прикаже хемиски со структурни формули, тоа е
скоро невозможно, не знам дали има некој компјутер кој тоа може да го прикаже. Сега првично ќе збориме за структурата на фотосистем 1, значи фотосистем 1. И фотосистем 1 е всушност збир на протеини и пигменти, чиј реакционен центар P700 абсорбира светлина со брана должина од 700 нанометри. И тоа е фотосистем 1. Односно, ако го представиме како правоаголник, во основата се наоѓа тој реакционен центар, значи овдека е реакционен центар РЦ ќе обележиме, каде што всушност се наоѓаат две молекули на хлорофил А. И ова исто така, нели, како што реков, се нарекува P700. Биеќе абсорбиран на 700 нанометри бранова должина. А ова над него е антенски комплекс или антенски систем, значи А ќе обележиме како антена. Сега главната функција се состои всушност во редукција на феродоксинот. Ето да го бележиме. Значи главна функција во редукција на феродоксин и оксидација на пластоцијанинот. И ова ќе ви стане појасно понатаму што е всушност редукција на феродоксинот и што е оксидација на пластоцијанинот. И овој фотосистем 1, како што видовме, е сместен во мембраната на тилакоидите на стромата и во делови мембраната на граната кои се во контакт со стромата. Сега јадрото, каде што се наоѓа реакциониот центар, односно протеинскиот дел од овој фотосистем, всушност е составен, ќе бележам со виолето обоја, бидејќи тоа е протеинскиот дел, всушност е составен од 7 полипептиди, кои што се бележени како 1А, 1Б и понатаму од 2 до 6. Значи 2, 3, 4, 5 и 6. Сега овие полипептиди 1А и 1Б, полипептиди 1А и 1Б, всушност го носат реакциониот центар P700, односно тука се наоѓа. Ги обкружуваат тие две молекули хлорофил, овие два полипептида. Исто така тука се наоѓаат и примарните акцептори на електрони кои ќе ги спомнеме понатаму. И како што реков, се состои од две молекули на хлорофил А, кои формираат димер за максимална абсорбција при 700 нанометри. Сега тука се поврзани всушност уште многу други хлорофилни молекули преку 100 кои имаат помошна функција, како и 16 каротеноиди кои го штитат хлорофилот од фотооксидација. Значи каротеноидите ќе речеме дека се овдека на почетокот и тука имаме уште многу други хлорофилни молекули преку 100 кои се различни хлорофили, така кои еден вид служат како заштита, нели, кога доаѓа светлината пред да стигне до хлорофилот. И тоа кога го представиме кога доаѓа како многу голема бранова, многу кратка бранова должина и пополека кога се истенчува за да стигне до потребниот интензитет, енергија на фотонот. Сега овој фотосистем P700 кога ќе ја прими светлината, тој таа енергија ја пренесува од едно соединение на друго, при што важен е тој процес. Сега порано соединенијата кои целиот комплекс на соединенија врз кои било пренесувана оваа енергија не се знаело и се бележала со X. Едноставно не знаеле што има таму. Денеска знаеме кои компоненти од прилика го сочинуваат. Значи првата компонента за која знаеме ја нарекуваме А0. Значи А0 ја бележиме, за која се претпоставува дека е некој мономерен молекул на хлорофилот А, значи се мисли дека е хлорофил А. Втората структура е А1, која бележиме А1, која најверојатно е витамин К поврзан со хинонска структура, односно филохинон. Значи најверојатно е витамин К. Третата структура, ќе земе некоја друга боја, иначе стана некоја монотоно, е FX структура, која е всушност феро сулфурен центар, значи ќе обележиме како FS, но всушност е составен од 4 F молекули, Fe молекули и 4 S молекули, кои што се поврзани за одреден полипептид. И за крај имаме FA и FB. Сега на место, момент. Значи наредни се овдека FA и FB. FA и FB. И вие се уште две вакви феросулфурни соединенија исто се. Само имаат разлика поради со различни полипептиди, затоа се малце различни.
И во оваа шема всушност на крајот се наоѓа тоа што го бележиме како FD, односно фередоксин. FD, односно фередоксин, тоа што го бележиме претходно, значи фередоксин. И нели рековме дека се врши редукција на фередоксинот и поврзано е асоцирано со протеин, односно со флавински ензим фередоксин НАДП оксидоредуктаза. Значи тоа ќе обележиме дека е асоциран со ензим кој ќе обележиме значи FD. Ќе ставиме како N за НАДП оксидоредуктаза. И всушност, ако вака би го направиле некако, да речеме дека ова е фотосистем 1, ова е фотосистем 1, сега можеме да го бележиме, фередоксинот можеме да го ставиме горе или доле, зависи која шематска презентација ја гледаме, но вака ќе направиме дека, бидејќи понатаму ќе биде многу попрактично во врска со енергетски нивоа, да збориме дека фередоксинот всушност се наоѓа дека горе, FD, додека пластоцијанинот, кој ќе го разгледаме понатаму, сега е само важно да го спомнеме, се наоѓа всушност на долната страна, значи овдека е пластоцијанин, PC ќе обележиме. И како што рековме, главната функција на фотосистемот 1 е да изврши оксидација на пластоцијанот, а да изврши исто така редукција на фередоксинот. А за тоа да се случи, од која ќе биде осветлен со светлина, тој преку едно соединение, преку друго соединение, преку трето соединение, нели тука имаше реакциониот центар, и по полека преку едно соединение, друго соединение се праќа енергијата до фередоксинот односно електронот, и кој ќе прими електрон, тој се редуцира, бидејќи примање на електрон е редукција, а тој електрон на некој начин не дошол од пластоцијанинот, него нели како што рековме, кога имаш некое соединение овдека и сега преку индуцирана резонанца тоа ќе изгуби електрон. Така ќе изгуби електрон и тоа е односно фотосистемот P700, така. Тој ќе изгуби електрон и тој електрон се праќа преку овие соединенија кои ги спомнавме претходно, A0, A1, FX и FA и FB, се праќа нагоре се до фередоксинот. Фередоксинот го прима тој електрон, се редуцира, а пластоцијанинот се оксидира поради тоа што електронот од пластоцијанинот се враќа на фотосистем 700. Бидејќи во фотосистем 700 нели ќе останеше празнина. Ќе имаше овдека празен простор. Бидејќи тој електрон отишол до фередоксинот и затоа за да нема празен простор, електронот се носи од пластоцијанинот. И поради тоа што оддава електрон, тој си се оксидира. И затоа вика дека фотосистем 1 врши оксидација на пластоцијанинот, а ова е како еден целосен преглед на фотосистем 1, значи накратко ако да се навраќате нас до видеото. И сега ќе проминеме на фотосистем 2. Значи фотосистем 2, PS2, е всушност комплекс чиј реакционен центар абсорбира светлина со максимална брана должина од 680 нанометри. Значи ќе го направиме повторно како голем протеин, како правоаголник, и дека тука доле се наоѓа реакциониот центар. Значи ова е реакционен центар. Ова тука се антенски пигменти. Значи ќе бележиме со А антенски пигменти 2. Бидејќи се дел од фотосистем 2. И ова е реакционен центар 2. И овдека имаме 4 во овој случај молекули на хлорофил, но всушност се образуваат димери, така да се 2 по 2, но всушност пак се како две молекули на хлорофил А, и ова е реакционен центар P680. Бидејќи абсорбира максимум на 680 нанометри. Е сега главната функција, како минатиот случај, само дека сега тука ќе го представиме, е оксидација на водата и редукција на пластохинонот. Значи да речеме дека тука е вода, H2O, таа треба да се оксидира, а на крајот треба да се редуцира пластохинон. Сега ќе облежиме само како пластохинон. Не, тоа е како PH. Не личи така. Нека биде како пластохинон, PH. И ова значи ќе се одвива слично како минатиот. Нели? Е сега овдека ова бидејќи Вилетовиов коцка, Вилетовиов правоаголник всушност нели е организиран со помош на протеини, односно полипептиди, и во овој случај имаме 6. Значи имаме 6 полипептиди, каминатиот нели имавме 7. Каде што најважни се полипептидите D1, така се именувани, и D2, кои всушност овие се поврзани, за некоја друга поеса се позна поубо,
Овие се всушност поврзани со реакциониот центар, значи ги врзуваат овие хлорофилни молекули кои се наоѓаат во P680 и исто така на нив на овие протеини, значи евака повторно со виолетова боја ќе направиме, се прикачуваат тие што ќе бидат тие кои ќе ги пренесуваат акцепторите на електрони. Дали во минатиот случај имавме А0, во минатиот случај кај фотосистем 1, дали тука имавме А0, па имавме А1, па имавме FX, па имавме FA и на крај нели стигаше до феродоксин. Па овдека немаме А0, А1, него имаме други соединенија и овие протеини D1 и D2 всушност ги поврзуваат, реакциониот центар го поврзуваат, со црвена боја ќе земам. Значи го поврзуваат реакциониот центар заедно со овие носачи на протеини кои ќе ги направиме како скалила ќе ги направиме, кои се всушност се интегрирани. Нели видовме пред некое си време колку всушност ова е сложено, дека ова дека има полно протеини кои се вака извиткани како хеликси, алфа хеликси, различни молекули. Значи сега ќе представиме само како скалила овие D1 и D2 протеини, односно полипептиди. И сега да ги разгледаме кои се акцепторите на електрони, да ќе ги бележиме во овој случај со бела боја. Првото е феофитин А. Значи го бележиме фео-А. И овдека на страна ќе пишувам повторно за да има поголема прегледност. Фео-А, односно феофитин А, кој е состојано од две молекули. И тоа е всушност дериват на хлорофилот, односно хлорофил без магнезиум во центарот и тоа е, значи со магнезиум содржи два водороди. Значи нели хлорофилот имаше порфирински прстен, имаше тука групи од страна и во центарот имаше магнезиум. Па кај феофитинот, всушност во центарот има H2. Наредниот кериер на електрони е всушност QA и QB, кои се две сродни хинонски соединенија. Значи QA или B. Значи QA, QB. Значи тие се сродни хинонски соединенија. И сега всушност имаме некои кои пренесуваат електрони, но не се баш такви соединенија како претходниве и тоа се всушност остатокот тирозин аминокиселината. Значи ќе бележиме како тир, како тирозин аминокиселина, но не е тирозин аминокиселина, него е остатокот тирозин аминокиселината. Значи пренесува електрони. И имаме одреден дел кој не е познат, ама знаеме дека се врзува со хербициди, така хербициди кои уништуваат растенија, се врзуваат овдека, не може да се одвива транспорт на електрони и изумира растенијето. Исто така имаме еден молекул на бета-каротен и нехемиско железо, чија функција се уште не ја знаеме. Значи, ева ќе бележиме. Тука имаме бета-каротен, бета-К ќе обележиме, бета-каротен и некое нехемиско железо ќе обележиме како Fe. Значи имаме бета-каротен и на крај имаме цитохром. Евака сум, веќе не знам со која боја. Цитохром кој е B559. B559. Значи имаме феофитин А, QA и QB, кои се сродни химски соединенија, остатокот тирозин, некои соединенија кои се врзано с хербициди, бета-каротен со хемиски неврзано железно соединение и цитохром Б 559. И наредно, подадено му се пренесува електронот на пластохинонот, кој го спомнавме на почеток. Така, тука имаме пластохинон. Таму се пренесува електронот. Сега овдека нормално имаме антена пигменти кои сега дека не може да шкртам врз овие, но знаете дека има антена пигменти кои еден слој, друг слој, трет слој, нели кои ги спомнавме и овдека овие антена пигменти всушност исто се поврзани со протеини и целиот тој комплекс се нарекува LHC2 комплекс, односно Light Harvesting Complex 2, бидејќи е за фотосистем 2, и антена пигменти всушност и кај фотосистем кецот се нарекува LHC, ама 1, бидејќи се Light Harvesting Complex кец. Сега важно е да поменеме дека има и тука протеини во основата кои се одговорни всушност за оксидација на водата. Сега, како што гледате, дека имаме вода, така, и сега на кратко ќе сумираме, понатаму ќе збориме подетално за фотосинтеза, но доаѓа светлина, оваа светлина, ХВ, така, ќе ексцитира, ако да зумираме, можда да не бега на страна, значи таа светлина ќе ексцитира електрон
да се откачи од овие хлорофилни молекули, ќе се пренесува од еден акцептор на друг акцептор, на трет акцептор и така натаму, се додека не стигне до пластохинонот. Сега тој пластохинон се редуцирал, ќе пишеме дека се редуцирал, ама овдека останало празно место од електрон. Сега за да не остане празно место, тој електрон се добива од водата, значи зијаме електрон од водата и го носиме на тоа место. И повторно може да се одвива целиот циклус. А водата едноставно таква како што ќе остане продуктите ќе се сврли надвор и ќе се внесе нова вода од средината и едноставно секогаш ќе може да се пренесуваат електрони. Односно електроните се тука со цел да можеме да пренесуваме енергијата која добива од сонцето растенијата. Значи ние не создаваме нова енергија со помош на оваа оксидација на вода, веќе дека се случува оксидација на вода. Едноставно оксидацијата на вода е потребна за да се заменуваат постојано електроните кои служат за да може да се транспортира енергијата која ја добиваме од сонцето во вид на фотони. Сега овдека ние можеме да навлегуваме уште во многу голема биофизика, значи овдека е многу тешка физика, термодинамика, како се ова всушност не се губи енергија, како се ова се остварува, но едноставно тоа е надворот, опсегот на ова предавање за фотосинтеза. Значи ова беше фотосистем 2. Значи сигурно ви се разјасни некои работи во врска со фотосистем 1, фотосистем 2. Дека тоа всушност се големи протеински комплекси кои имаат реакционен центар, имаат антенски пигменти, имаат пренесувачи на електрони кои служат едноставно за да се пренесат електроните до одреденото соединение. И понатаму ќе видиме како ова се врзува фотосистем 2 со фотосистем 1 и со АТП-азата со цел да се изврши фотосинтезата. Барем светлата фаза од фотосинтеза. Сега само на кратко ќе го спомнеме цитохромските комплекси BCSF и BC1. Односно, нели како што имавме тилакоидната мембрана и ги имавме двата фотосистеми. Ќе го напишеме тука, го имаме фотосистем 1, односно фотосистем 2. И го имаме фотосистем 1. И сега помеѓу нив всушност се наоѓа овој цитохромски комплекс. Значи цитохром B6F, кој всушност главната функција му е всушност да ги поврзе фотосистем 2 и фотосистем 1 као еден интермедиер. При тоа што го оксидира пластохинонот, значи од фотосистем 2 овдека на крајот имавме пластохинон, го бележавме со PH, пластохинон. Добро, ајде да го бележиме од таа страна. Сори, добро, тој е тука некаде пластохинон да го оксидира пластохинонот, да го оксидира пластохинонот и да го редуцира пластоцијанинот. Значи пластоцијанинот ќе обележиме дека е овдека во овој момент. Не знам како го обележивме тогашка кога зборавме за фотосистем 1, но ќе обележиме PC. Значи да го земе електронот, да го пренесе од пластохинон до пластоцијанин и после тој пластоцијанин да го врати на фотосистем P700. Односно на реакциониот центар P700 на фотосистем 1. Сега нормално овој цитохромски комплекс има сложена структура, значи цитохромите ги сретнуваме на многу места кај животните и растенијата, главно израден од 4 полипептиди, значи одека има како 4 протеини, може да ги замислите како алфа спирали. Значи има сложена структура за која нема да влегуваме, значи има и некои железа, сулфури и така натаму. Сега само сакам на кратко да ги спомнеме фикобилизомите и хлорозомите. И ние спомнавме дека кај црвените алги и значи кај црвените алги или пак кај модро-зелените алги имаме антена пигменти кои се разликуваат од тие кај виште растенија. И антена пигментите всушност се фикобилизоми. Сега фикобилизомите се составени од различни единици. Значи имаме дека како овој дел е фикоеритин се нарекува, ко основата на дршката е од фикоцијанин, додека самата основа се нарекува алофикоцијанин. А хлорозомите всушност се еден вид, се наоѓаат надвор од мембраната и ги имаме кај зелените фотосинтетски бактерии, значи нема тие да ги видиме, едноставно да ги спомнам дека постојат хлорозоми. А иначе
овие фикобилизоми, значи вака ги представуваме шематски, како некои изгледаат како бомбончиња, но всушност, ако ги представиме како фотосинтетски систем, тоа би изгледало вака. Така, и ова пак е нормално шематски, повторно е со шема представено. Ако идеме уште релативно пореално со 3D структура на протеините, тоа би изгледало на следниот начин. Значи, многу се комплицира со сликата, односно што гледаме пореалистично, но ние нема да го разгледаме ова фотосинтеза кај алгите, него ќе разгледам само кај виште растенија, што е следниот случај, така, ова на долниот слайд. Значи ние тоа ќе го разгледаме и за сега спомнавме некои системи, само уште ни преостанува да видиме како се случува последователно. Сега исто да ги спомнеме само кои се мобилните пренесувачи на електрони. До сега спомнавме два, односно сите три ги спомнавме. Дали како што си имавме тилакоидната мембрана, ги имавме фотосистемите, фотосистем 2, фотосистем 1 и сега измеѓу дали рековме дека го имаме цитохромот, B6F и како што рековме го имаме пластоцианин, го имаме дека ќе го направиме со сина боја, пластохинон. И на крајот фотосистем 1 рековме дека крајниот акцептор е всушност фередоксин. И всушност овие три се мобилни пренесувачи на електрони. Така ги нарекуваме бидејќи они примаат електрон, значи примаат електрон и се движат низ, сега ги земам со жолта боја, се движи низ цитоплазмата за да стигне до одреденото место. И овој исто така кога ќе, значи иде електронот, кога ќе оприми електронот пластоцианинот и тој повторно се движи со тој носики го тој електрон, се придвижува низ цитоплазмата, се до не стигна по потребното место, го дава тој електрон, електронот се носи и сега и фередоксинот се придвижува се до не стигне до одредениот ензим, фередоксин е на ДПХ редуктаза, значи се до не стигне до ензимот фередоксин е на ДПХ редуктаза, која после нели е потребна за синтеза на ДПХ. Ќе го одземе тој електрон, значи тој електрон ќе се одземе и ќе се искористи за синтеза на ДПХ, која понатаму нели ќе се искористи за други процеси. Зашто со дека пластохинодите, значи дека овој пластохинод не е еден пластохинод, него има околу 40 различни пластохиноди, кои всушност сите се подвижни пластохиноди и ги бележиме како P, Q. Додека пластоцианинот овдека всушност се прикачува на 1А и 1Б полипептидите кои се наоѓаа во фотосистем 1. Значи овдека имавме како docking station, можеме да си ја замислиме како станица кај што ова ќе се вметне коцкава, така, која е изградена од полипептидите и 1А и 1Б. Сега пред да разгледаме како всушност идат електроните, како се пренесува во текова фотосинтеза, при светлата фаза на фотосинтеза, треба да видиме зошто воопшто, мислам барем општата слика да добиеме, нема да влегуваме во физика, зошто воопшто се движат електроните од едно соединение а друго, односно од каде знаеме во која насока ќе се движат, така. Тоа зависи од редокс потенцијалот на некое соединение, кое го бележиме обично со E0, што всушност се представува неговата способност да редуцира или оксидира некое друго соединение. Тоа е всушност релативна големина и се одредува во споредба со некоја водородна електрода, чиј редокс потенцијал. Значи, имаш некој соединение X и не знаеш колку е и го одредуваш колку е наспрема водород, чиј редокс потенцијал викаме дека е 0,42 минус 0,42 волт. Кога pH е 7, значи при pH 7. И односно, тие соединенија каде што ќе се добие дека ова има негативен редокс потенцијал, тогаш кога тие може да редуцираат оние кои се со позитивен. Значи може да дава електрони на тие кои имаат позитивен редокс потенцијал или попозитивен од нив. Сега нормално соединенијата кои се наоѓаат во хлорофилот, односно во реакционите центри, е позитивен обично, значи обично е позитивен, но кога ќе прими светлина, така кога ќе прими фотон енергија, хлорофилот во фотосистем 1, значи во фотосистем 1,
стекнува својства силен редуктант и тогаш кога ги редуцира, всушност он предава има ако многу голем негативен редокс потенцијал и затоа он сега ги редуцира, им дава електрони на тие кои веќе имаат одреден си негативен. Немаат многу негативен, но имаат негативен потенцијал другите елементи. Претходно, значи, хлорофилот бил позитивен, но сега кога ја абсорбира светлината станува негативен, многу понегативен од сите други елементи кои биле и затоа може да го пренесува електронот. Додека фотосистем 2 станува многу силен оксиданс кој дури ја оксидира водата. Значи добива многу голем предзнак плюс и всушност оксидира, зима електрон од водата и потоа нели станува предзнак минус, па го пренесува нагоре на другите соединенија.